Две опарчения имат. Близнаци, а? Не. И ови ги прелатегне и... Па dobro, to ne ostane. Ова се близнаци, а? Колко ви е капацитетът на мрежовища? Около 4 милиона. Около 4 милиона. събрано. Колко имате събрано до сега? Сега около 670 хиляди. Колко му трябва да се изведе от икра во личинка? За да излезе определената икра во личинка, зависи температурата на вода, кај нас од 45 дена до 50 дена. Колко планирате да ги чувате преди? Колко ќе изгледат личинките, после вршење прихранување на личината, околу 4 до 6 месеци, и после ги пуштаме во резерва, прихранување. Зошто го завршите мрежто порано, или? Не, кај нас секојаш почетокот на февруари прекина, да се намалува уловот на риба, нема риба и за тоа. Значи да има риба би одели ние. Да? Значи... Порано завршува секојаш труда место. Кој е твоето мислење за состојбата со рибниот фонд? Има риба, нема риба? Па сега има риба, меѓутоа нешто е пореметено, не е како порано што било, не е. Намалена количината на улов, да би повеќе се лови, а имаше годинава доста големи, крупни матици женски, да речам, што дава квалитетна игра. Дали е тоа случај само кај пастръмката или кај другите риби? Па ја мислам дека и кај сите други риби, све е пореметено, намалена улова, нема и плашица, нема брнвострушкира, нема пореметено. Што мислите, што е причината за тоа? Па причина, не знам, пореметено нешто, не знам. Не можем да кажам сега. Ова цел проект го финансира Министерството за земеделие, така? Да, преку Министерството за земеделие, тие организираат и преку нив оди све тоа. Колко време ќе ги раните сега? Околу 6 месеци. Сега од икра во личинка? Од икра до личинка, околу во наши услови, зашто температурата кај нас е малку помала и треба од 45 до 50 дена да излезе личинка. И после требаше уште едно 3 недели, уште 20 на дена, за да потроши 2 третина од устната кеса и да почне да прима храна. Значи, ако е 0,1 грам личинката, колку за 6 месеци ги порасна? Па за до крајот на август околу 1 грам би била. И тоа ще пуштате во вода? Тоа ще пуштаме. Август, септември, така. Дали има голема смртност кај личинките кај крава? Во текот инкубацијата на икра кај бричка пастрнка нема голема смртност, 4 до 5% така максимум. Нема икра. После во текот на прехранувањето има поголема смртност. Сега ова. Почетокот, после првиот месец на прехранувањето има голема смртност, меѓутоа после се стабилизира и нормално се оди. Овие се 1 месец. Значи, имат и очи се, овие се 1 месец. 1 месец почека 21 јануари, денеска 21 22, значи 1 месец. Стари, зависи се како... Колку имате наполнати ваки како ги викате? Околу 670.000, по 10 до 15.000 во еден инкубатор редиме, зависи како ќе икраме. Значи околу 670.000 кута количина за година. Колку икра дава 1 кило пастрнка примерно? Па се зависи од големината и квалитетот на женката. Обично една пастрнка од 1 килограм околу 1500 зрна икра. Со промер од 4,5 до 5 милиметри трешникот на икра. Доста крупна икра. Ме интересира дали се сречува струшката раса на пастрнка? Струшка раса многу ретко.
Многу ретко имаме ловено по некој пример калишта или струга, како така, но многу ретко. Што значи тоа дека изумира? Во времето на резината станишта, порапе таа се ловела повеќе во струшкиот дел. И порано се зрела таа, обично декември, се ловела и по рекава, по црни дни. Сега незиното мрестилиште стаништето што се мрестува све по времето, тоа многу ретко има. Има па некој пример, тоа многу ретко. Што се разликува таа од Охридскава, од Пештанскава? Па покрупна риба со крупни црни точки. Можно ли да исчезне? Па не верувам да исчезне, ќе се зачува, меѓутоа многу е намалена таа популација, како и општо на цела пастрка, на Охридска пастрка е намалена популација. И не сите видови? Тие стаништата, мрестилишта кои што се мрестеа порано се слаби, се наоѓаат некои други места, на други места се лови. Каде тоа? По Вирчиња? Па во езерото, по Вирчињава повеќе. Значи на брегот не слегува се? Па многу ретко. И самите нршени покрај обала се многу ретко, барем за струшкиот, за калишкиот. Порано има многу повеќе. И заштита поголема и така. Значи треба и поголема заштита. Нормално. Во моментот сме во мрестилиштето од Институтот за сточарство во Шум. Пред 2 дена заврши вештачкиот мрез за оваа година на струшкиот дел од езерото. Во делот на мрестот во делот на струга се биваше во калишта, радожда и дел струга. Беа во мрестот учествува 57 рибари и од целокупниот мрез во 2011 година беа изловени, беа инкубирани во мрестилиштето во Шум 670.000 зрна икра. Оваа година, како впрочем и изминатите 3-4 години, владата на Република Македонија го помогна во многу овој процес на создавање на помладок од Охридска пастрнка со финансиска поддршка за Институтот за сточарство и Хидробиолошкиот завод од Охрид. Се надеваме дека ваквиот начин на производство на помладок од Охридска пастрнка, од овие две научни институции, во многу ќе придонесе за повраток на Охридската пастрнка во бројка и количина како и изминатите години во делот на Охридското езеро.